Велишката болница ја доби долго најавуваната опрема, со која очекуваат да се подобри работата на интерното оделение, како и во кожната амбуланта. Тоа се работи за ехо апарат, ултразвучен апарат со колор Доплер, за стрес тест, односно ергометар, холтер за аритми, холтер за хипертензии, ново ЕКГ 12 канално и дерматоскоп. За прв пат, после 10 години, на нашето оделение, интерно оделение, ќе проработи повторно ултразвучниот апарат, покретната трака и холтерите. Василе вели дека пациентите веќе можат да доаѓаат и да закажуваат прегледи на некои од новодобиените апарати. Со ова очекуваат поголема посета како на интерното оделение, така и во кожната амбуланта, која го доби повеќе од потребниот дерматоскоп. Дерматоскопот е апарат со помош на кој што ќе можеме да ги зголемиме до многу пати кожните промени, односно да ги диференцијално диагностицираме бенигните пред се од малигните и за навремено диагностицирање на малигните заболувања пред се на меланома малигнум, како што спомена и директорот, за да може навреме да се фати во најраниот стадиум, кога се уште може превентивно да се делува и да се лекува. Особено е значајна обновата на интерното оделение, кое со години кубуреше со апаратура. Новите апарати треба да обезбедат попрецизна дијагноза за пациентите кои за овие прегледи досега одеа во приватните клиники, во Скопските или пак во болницата Јасеново. Докторите наши, интернистите се остручени да работат нови апарати, затоа што работеа допред неколку години, сега ќе си повторат, имаше едукативни тестови, едукативни предавања во Скопје, некои од колегите беа и во странство на едукација, така да спремни се за работа на секој од овие апарати. Василе вели дека на интерното оделение досега имале по 40 на пациенти дневно, а новата апаратура очекуваат да ја зголеми бројката на 100 пациенти во денот. Така се очекува изголемување на буџетот на болницата за околу 4 милиони денари.